Благодарам, председателе, почитуван премиер, колеги пратеници, почитувани граѓани. Говорот на колегата Владко Ѓорчев беше едно ламентирање по кадрите од Социјалдемократскиот сојуз што ќе бидат разрешени или што си дале оставка. Ова ми заликува на тоа дека излезе дека е поголем социјалдемократ од нас што сме социјалдемократи и членови на Социјалдемократскиот сојуз. И колега Ѓорчев, вашата реторика ме потсети на едно време кога еден политичар беше виновен за сите случувања во државата. Премиерот многу убаво ви кажа дека не е негова надлежност изборот на директор на МКЦ, туку дека е тоа под надлежност на град Скопје. Понатаму прозивавте за еден уредник на независен медиум за неговото заминување од медиумот дека е пак виновен премиерот, што не е така. Ние сме сведоци дека многу често од оваа говорница пласирате популистички изјави кои што се многу и далеку од реалноста и тоа што кажувате не држи вода. За какви капитални инвестиции вие говорите, почитуван колега, кога ВМРО ДПМН најголемите капитални инвестиции му беа во проектот Скопје 2014. И она што беше проекција на почетокот, кога се носеше буџетот, го кастревте со еден, со два, со три ребаланси, и кога ќе дојдеше на крајот од годината во проценти, реализацијата на капиталните инвестиции ви беше многу поголема. И од тука еден говорник претходно кога говореше за капитални инвестиции во номинален износ ги кажуваше проекциите 400 милиони, реализација 85%, ама не од тие 400 милиони. Понатаму, начинот на кој што се пресметуваат капиталните инвестиции, тие 624 милиони евра од 2018 година, е по иста методологија како вие во ваше време што ги пресметувавте. Меѓутоа, една работа што ја кажавте мене не ме изненади, тоа е пак вашата реторика. Срушени идеали. За какви идеали, колега Ѓорчев, говорите? Како не ви е срам пред македонската јавност? Од оваа говорница не слушнавме ниту еднаш за човек кој што говори дека има морални принципи, да се оградите од криминалците, од вашата политичка партија, кои беа носители на високи државни функции и кои дел од нив ден денес на дневно ниво одат на судови, а вие не се оградивте од нив. И никако не се оградивте од бегалката од Будимпешта, која што со парите ви ги подгрева и поддржува вашите кампањи изборни за председатели, за референдум и така натаму. Вие не собравте храброст во име на демократија, на правда, на честност, во име на граѓаните кои што ви го дале мандатот да носите политики и да им го подобрите животот и стандардот. Очекувам разумно, без суфлерирањето на вашите колеги, да ми одговорите на ова што ве прозвав. Благодарам.